Земскиот живот луѓето го живеат преку лични искуства од кои учат одредени лекции и потоа прават избори. Најчесто овој начин на живење е проследен со болни искуства низ падни стани ситуации, затоа честопати си мислат дека некогаш Бог ги сопнува по патот за да паднат и да ја научат лекцијата преку болести, беда, страдање и слично. Ова е погрешно мислење за Бога, но за да ја појасно, ќе ви споделам за законот на жетвата. Тој гласи, што ќе посееш, тоа ќе пожнееш. Ова значи дека во зависност од изборите кои луѓето ги прават, нивните зборови, мисли и постапки, ќе следуваат последици, односно реакции на нивните акции. Ова е принцип кој што е активен во нашето постоење и во скоро сите аспекти на нашето живење. Ова значи дека ако работиш ќе добиеш плата, ако безделничиш нема плата, или пак ако се храниш здраво постигнуваш имунитет и здравје и обратно. Или пак ако зборуваш негативни зборови, тоа го дочекуваш како негативни резултати во своето секојдневие. Сепак овој принцип некој го разбира повеќе, некој помалку, но Бог нема удел во ситуацијата кога ние се соочуваме со последиците на нашите постапки и избори. Тие се наши неуспеси или успеси, односно реакции на нашите претходно зададени акции. Кога зборувам за тоа дека Бог не казнува, тоа го зборувам низ призмата на Новиот Завет, кој што е воспоставен со жртвата и крвта на Неговиот Син Исус Христос и така Божјата праведност беше задоволена. Божјата строгост се изразува кон оние кои се деструктивни и бунтовни луѓе, додека Неговата благонаклоност кон сите оние кои што му пристапуваат и ја прифатиле Исусовата жртва. Ако почнете да верувате во Него, тогаш се што во вас е слабост, болно искуство или некое бреме, Бог тоа ќе го преобрази за ваше добро, имено вашата болка ќе ја преобрази во сила, се ќе биде искористено за ваше надоградување. На овој начин ќе бидете избавени од жетвата на она кое сте го посеале и ќе бидете под законот на милоста на Бога. На овој начин ќе доживеете преобразба и ќе започнете духовен живот. Ова значи да го примате Божјото, а да го отфрлате земското размислување, однесување, живење. Тогаш придобивате мир, радост, задоволни сте и благодарни за се што имате. Сакате честност и праведност, а тоа значи нови предизвици и проблеми. Именно никој надвор од обкружувањето во црквата не сака со светец да се дружи. Кога мислам на светец, мислам на верник кој го следи примерот на Исус и не се коцка, не лаже, не пцуе, не озборува, не се пијанчи, не врши прељуба, едноставно не сака да греши. Таквиот верник е како гласот на совеста. И луѓето во присуство на верник не можат баш да се опуштат, напнати се, нервозни се, па затоа најчесто го отфрлаат верникот, му се подсмеваат или го етикетираат како секташ, еретик или нововерец. Ако вие тргнете по Божиот пат на вистински начин, би требало да го искусите ова. Во ненадеен момент ќе бидете предизвикани да одлучите дали ќе продолжите по Божиот пат или пак мислењето на пријателите и околината ќе ви бидат поважни. Некои луѓе ми споделија дека биле млади за да се посветат на Бога, бидејќи мислеле дека треба да се завијат во црно, да се изолираат од светот, да се лишат од радост и задоволство и разни други предпоставки. Но кога ќе им објаснам дека не треба да се старомодни, изолирани од светот, туку духовни луѓе, кои што ја шират радосната вест, со светлината на Христос од нивното срце, тогаш разбираат дека сепак можат да бидат верници во Бога во оваа современа доба. Впрочем, ако се разболите од некоја заразна болест, ако банкротирате или останете на улица, колку би можеле луѓето да останат покрај вас и да ви помагаат? Едни пријатели ќе си заминат веднаш од вас, други пријатели малку подоцна, но оно што е клучно е дека Бог може да биде најдобар пријател и дека никогаш нема да ве напушти. Духовниот живот кој започнува со верувањето во Господ Исус Христос е небесен живот, кој започнува да се живее додека постоиме на земјата, споделувајќи радосната вест на луѓето. Ако претходно живеевте преку лични, болни искуства или падни стани ситуации, или пак преку принципот што ќе посеете, тоа ќе пожнеете, сега кога започнувате да живеете духовен живот, тоа значи да се живее преку љубовта, а не преку грешките.
Затоа кога се посветуваме на Светото Писмо преку Божите зборови, учиме не само што е правилно и погрешно, туку учиме како да живееме преку љубовта Божија. Во духовниот живот ние сме водени преку Светиот Дух кој не привлекува кон Христос и кон Светото Писмо. Овој Свети Дух ни е помошник, утешител и дух на вистината. Тој ни зборува што сме погрешиле и не упатува да одиме по патот на љубовта. Штом Светиот Дух не води, тогаш во нас се изразуваат плодовите на љубов, радост, мир, трпеливост, љубезност, добрина, верност. Овој дух е истиот дух кој го воскресна Исус од мртвите и ќе не воскресне и нас доколку дозволиме тој да живее во нас и да не води. Светиот Дух работи во нас со духовен материјал кој што го примаме како храна за нашиот духовен развој, а тоа се Божите зборови. Овие зборови, низ совети, споредби и ветувања, ни ги откриваат Божите совршени замисли за нашиот живот и затоа треба да пристапиме кон нив со уверување дека се напишани за нас, истите да ги изговараме и да се манифестираат во нашиот живот. Ова значи дека не сме пасивни верници, туку духовни оператори. Затоа ќе ви споделам неколку факти од Светото Писмо. Во Изреки, 18 глава, пишува: Секој го наситува желудникот со плодот на својата уста, се наситува со родот на своите усни. Смртта и животот се во власта на јазикот, а кој го милува, јаде од неговиот плод. Значи, зборовите кои ги изговараме од нашата уста се плодови со кои или се наситуваме, или труеме. Исто така и смртта и животот се во власта на јазикот и она што го зборуваме. Исус пак ни вели во Евангелие по Матеј: Ве предупредувам дека за секој непромислен збор што ќе го изговорат луѓето ќе одговараат на судниот ден. Твоите собствени зборови или ќе те оправдаат, или ќе те осудат. Ова значи дека треба да внимаваме што изустуваме, бидејќи ќе ни биде според изреченото од нашата уста. Затоа духовниот човек или верникот во Бога не треба да се колне, да лаже, да изрекува лоши зборови или смрт врз некого и најдобро е да ги користиме Божите зборови и ветувања, бидејќи тие носат живот. Кога ќе ги изречеме од нашата уста Божите ветувања, тие се повикани да се манифестираат во физичката реалност. Затоа, ако некој е болен, молитвата треба да му биде изрекување или објавување на Божји зборови и ветувања. Зошто и дали е ова исправно учење? Бидејќи Господ ни вели во Изреки 4 глава: Сине мој, внимавај на моите зборови, наведни го своето уво кон моите беседи, не ги губи никогаш од пред очите, пази ги среде своето срце, зашто се живот за оние кои ги наоѓаат и исцелување на сето нивно тело. Многу луѓе го молат Бог да им помогне и да ги извлече од проблематичната ситуација без да осознаваат дека сето тоа е веќе обезбедено од Божја страна преку Христос. И решенијата се на достап за секој верник кој треба да ги земе во облик на Божји ветувања и да ги примени во духовниот живот. Овие ветувања се исполнети преку Исус Христос. Со прокламирањето на Божјите ветувања, вие дозволувате Бог да действува врз вас или вашиот живот. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше неоформена и пуста. Имаше темнина над бездната и Божјиот дух лебдеше над водата. И Бог рече: нека биде светлина, и настана светлина. Значи, од она што не постоеше, Бог направи нештата да се манифестираат во постоење. Како тоа се случи? Бог изусти збор. Запишан од пророкот Исаија во 55 глава, разбираме како Бог действува. Така и моето слово што излегува од устата моја не се враќа кон мене празно, туку го исполнува она што ми е угодно и го прави она за што сум го испратил јас. Значи, Бог објаснува за словото, зборот, што го изустува, дека не се враќа празно. Така и ние, кои сме створени по образот на Бог, ја носиме оваа карактеристика на нашиот Создател, да создаваме низ зборот. Кој е тој збор? Каков е тој збор? Уште на почетокот постоеше зборот, зборот беше со Бог и зборот беше Бог. Од самиот почеток зборот беше со Бог.
Се што постои беше создадено преку зборот. Не постои ништо создадено кое не беше создадено преку зборот. И самиот живот беше во зборот. И тој живот им дава светлина на луѓето. Иако зборот беше во светот и светот беше преку него создаден, светот не го позна. Кај своите дојде, но тие не го прифатија, а на сите што го прифатија, на оние што поверуваа во него, им даде право да станат Божји чеда. Тие се наново родени, но овој пат не физички, не од телесна похота или пак од волјата на маж, туку се родени од Бог. Зборот стана човек и живееше меѓу нас. Ние ја видовме неговата слава, славата што тој ја прими како единороден син од небесниот татко. Тој беше полн со љубов и искреност. Цитирав од Евангелие по Јован од 1 глава. Тој збор излезе од срцето на Бога како израз на Божјата замисла и слика во која Бог веруваше. Зборовите нека биде светлина, носеа живот и се овозможи да се манифестира во постоење она што дотогаш не било и на вистина настана светлина. Што содржеше изустеното од Бог? Зборот кој беше изустен од Бога ја исполни целта за која беше изустен, се реализираше Божјата замисла. Исус е зборот и затоа ако вие го прифатите Исус за свој Господ, тогаш, бидејќи тој е зборот, преку него ќе се манифестира во реалност она што е Божјо ветување за вас и сте го изустиле од својата уста. Самиот Исус вели: Духот е тој што дава живот, а не човечкото тело. Зборовите што ви ги кажав се од тој животодавен дух. Зборовите на Исус се од животодавниот дух, Светиот дух. И штом почнувате да ги примате и да ги прокламирате или објавувате Божите зборови и ветувања, тогаш светлината започнува да свети во вас и Светиот дух го обновува вашиот дух како цвеќе кое што се отвара кон сонцето. Дури кога е денот облачен и животните околности се тмурни, внатрешната светлина од Божите зборови и ветувања ве топлат и ви даваат победничка волја кон поставените цели. Дури кога нема излез за даден проблем, овие зборови отвараат нов пат пред вас кој што не сте го очекувале. Дури кога нема ништо, преку изговарање на Божите зборови и ветувања, се случува реализација, од ништо постанува нешто, односно од невидливо станува видливо. Се материализираат пред вас оние нешта кои што Бог ви ги ветил. Божите ветувања се скапоцени и имаат цел. Тоа го разбираме од второто послание на апостолот Петар во 1 глава. Бог ни даде големи и скапоцени ветувања преку кои и вие можете да добиете божествена природа. Со неа ќе можете да им се противставите на вашите грешни страсти и да го избегнете погубното влијание на овој свет. Како може да се избегне погубното влијание на овој свет? Како можеме да ги победиме грешните страсти и да имаме божествена природа? Од стиховите откривме дека тоа може да се случи преку скапоцените Божји ветувања и тоа како практично можеме да го примениме. Додека читате од Светото Писмо, вие наидувате на разни ветувања. Например, за исцелување постојат многу стихови, многу ветувања и јас сум избрал 2 стиха од Матеј 8 глава 16 и 17 стих кој гласи: А кога настапи вечер му доведоа многу опфатени од демони. Тој со збор ги истера духовите и ги исцели сите болни, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија кој вели: Тој ги зеде нашите слабости и ги понесе нашите болести. Друг стих од Јован 6 глава 63 гласи: Духот е тој што дава живот, а не човечкото тело. Зборовите што ви ги кажав се од тој животодавен дух. Сега 2 стиха кои ги прочитав, ги прифаќам како да се напишани за мене, ги доживувам и потоа ги изговарам во прво лице. Например, секој што се обрати на Исус е ослободен. Јас се обратив на Исус и тој ги зеде моите слабости и ги понесе моите болести. Затоа сум ослободен од болести и слабости, сега животодавниот дух на Бога тече во мене, носејќи исцелување до секоја моја клетка на моето битие. Амин. На овој начин практикувате прокламација или објавување на Божјите ветувања како кратка молитва која ви овозможува живот и исцелување за вашето тело.
Секогаш кога изговарате, тоа создава слика. Затоа ако ги изговарате со вера Божите зборови или ветувања, тоа укажува дека се согласувате со она што Бог го вели. Вие се покорувате на тоа што Бог го ветил, а не на симптомите кои што ги чувствувате во вашето тело. Значи не се работи за формули како да сте исцелени, туку покорност кон Бога, преку вера и објавување на Божиите ветувања за вас или за ситуацијата во која што се наоѓате. Исус затоа и појаснува во Евангелие по Марко 11 глава. Имајте вера во Бога. Вистина ви велам, ако некој рече на оваа гора, дигни се и фрли се во морето, а не се посомнева во своето срце, туку верува дека ќе биде она што го рече, тоа и ќе биде. Еве една прокламација за исцелување која е базирана на пишаното во Светото Писмо во Излез 23 глава, 25 и 26 стих и може да биде ваша молитва. Татко мој небесен, ти ми ги благослови лебот и водата и ја отстрани болеста од мене. Сега немам повеќе никакви загуби, ти Господе татко мој, го направи полн бројот на моите денови. Ти благодарам, татко небесен, во името на Исус. Божиите ветувања не се магични формули, туку се семе на живот, кое може да го посеете за различна потреба и во различна сфера од вашето живење. На тој начин можете духовно да оперирате и Бог преку вас да ги менува околностите во кои што се наоѓате. Затоа ве поттикнувам да читате од Светото Писмо и целосно да се доверите на Бога во секое време и во било кои околности. Божји благослов и довидување, пријатели!